Се враќаме назад во студиото, веќе до мене е Магдалена Манаскова, директорка на Археолошкиот музеј во Скопје. Директорка, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Благодарам на поканата и на интересот. Да зборуваме малци за култура, доста за економија и за политика. Целта беше Меѓународниот ден на музеите, имавте еден одличен настан, искрено немав можност да дојдам, меѓутоа тоа на соопштение кое што го испративте до медиумите, до сликите и видеата, можев да видам дека навистина беше светски. Да, еве нескромно можам да кажам дека имавме многу успешен настан и соодветно и достојно го одбележавме Меѓународниот ден на музеите. Сакам да прашам што за археолошкиот музеј значи Меѓународниот ден на музеите, зошто баш во вашата институција се одбележа овој меѓународен ден? Можеби одбележувањето во нашата институција беше некако на малку повисоко ниво и можеби подобро искомуницирано во јавноста, не дека и другите институции секоја на свој начин, другите музеи не го одбележаат денот. Вообичаено се празнува со слободен влез за посетителите и изложби и слично, меѓутоа ние годинава решивме во согласност со мотото кое што секоја година за одбележувањето на 18 мај го определува Меѓународниот комитет на музеите ИКОМ. Добро. Оваа година мотото беше музеите го обединуваат поделениот свет. Тоа не инспирираше да креираме еден настан кој што имаше за цел да потсети дека музеите не се само места каде што се чуваат предмети, места каде што тие предмети можат да се видат, туку се живи места кои што имаат многу силна едукативна улога и места кои што пред се треба да имаат мисија да креираат диалог. Имаме таква перцепција како општество? За ова што го кажавте сега? Наша мисија, сега можам да говорам само од името на Археолошкиот музеј, на институцијата која што ја раководам, тоа е нашата мисија да ја промениме на некој начин таа парадигма од изложување на нешто што е мртво, условно кажано, наследство, што да му се даде, да му се даде душа, како што споменав, целта ни е да креираме диалог. Диалог со публиката која што доаѓа, која што не посетува, и овогодинешното мото ни даде инспирација, нели музеите го обединуваат поделениот свет, знаеме во какво поделено општество по најразлични по многу основи живееме, и сакавме да создадеме слика дека музеот всушност е простор на поврзување, простор на разбирање и да креираме една атмосфера на надминување на различностите. Токму затоа и одбравме да се представиме со два проекти. Едниот беше отворањето на долго очекуваната постојана нумизматичка поставка. Знаете дека и средствата платежни се еден од како да кажам, нешто што не поделува како општество. Тука сакавме да искомуницираме дека тие можат да се разберат и како средства за поврзување. Она што се отвори како диалог во нашата нумизматичка поставка, во која што презентиравме над 25 векови монетокување во Македонија, беше представено на начин да се разберат овие предмети кои што ги изложивме, како предмети кои што даваат многу информации. Не само
за нас како археолози, како историчари, туку и за пошироката публика. Сите најдени, да прекинем за момент, најдени тука на територија на Македонија? Токму така, Националниот археолошки музеј чува над 35.000 монети од 35.000? различни временски периоди, од кои што нумизматичарите, автори на постојаната нумизматичка поставка, доктор Перо Јосифовски, магистар Сања Битрак и магистар Трајан Зафировски, селектираат 2500 најрепрезентативни за да бидат представени пред јавноста. Почнувајќи од почетоците на употребата на парични средства на овие простори, 6 век пред нашата ера, па се до првите години од 20 век. Имаше некои делови кои што беа најинтересни за публиката? За токму затоа и направена таа селекција. Значи од огромен материјал, нашата нумизматичка збирка е поделена на нумизматика од античкиот период и на нумизматика од средновековниот период и затоа и се селектирани само 2500, оние кои што се најзначајни, највредни, се работи за монети кои што се ковани на територија на Македонија, меѓутоа и монети кои што се ковани надвор од нашата денешна територија, но кои што биле користени тука, биле пуштени во циркулација и во оптек тука во различни временски периоди. Интерес побудуваат нормално најстарите откриени примероци, оние кои што припаѓаат на монетокувањето на пајонските племиња и заедници од 6 век пред нашата ера, на пајонските кралеви. Нормално на македонските кралеви ги имаме сите монети, почнувајќи од Александар I, па се до последниот македонски крал Персеј. Монетите кои што се ковани за во време на владењето на Римската империја тука во Македонија, во единствената ковница во Стоби. И од средновековната збирка имаме прекрасни остави, монети работени во најразличен материјал и различна деноминација. Кои материјали се користеле тогаш? Кои материјали? Се користеле и сребро, злато, бронза, електрум, речиси сите тогашни материјали кои што биле во употреба, така што креиравме една збирка на изложени монети која што комуницира со публиката и кажува одредени информации за периодите од кои што се пронајдени монетите. Тоа е тој диалог кој што го спомнав, што сакаме да го креираме, не само да ги изложиме предметите, туку и да предизвикаме посетителите да си постават одредени прашања, да научат работи кои што досега не им биле познати. Најмалку што сакам од Сабајле да зборуваме политика, уште помалку со вас, која што во никој случај не сте политичарка. Сакам да ве прашам околу ова сега што ми го кажавте. Колку овие предмети ја го гарантираат нашето постоење низ вековите, сите оние народи кои што сакаат да се негираат македонското постоење низ вековите и колку е во опасност овие предмети да бидат присвоени од страна на други народи. Колку го имаме ние тоа заштитено, дека тоа е токму македонско. Така, се разбира дека е македонско, многу ви е на место на прашањето. Археолошкиот музеј на Македонија е, можем слободно да кажам, чувар на тоа што значи македонски идентитет. Како тој идентитет низ вековите со испреплетување на различни влијанија и култури се градел. Нашата збирка која што она што ние го чуваме како археолошко движно културно наследство брои речиси половина милион археолошки предмети, од кои нешто повеќе од 6000 се наоѓаат изложени, достапни за јавноста. Тоа не значи дека останатиот дел не е достапен, ние затоа и правиме времени изложби, се со цел што повеќе да се презентира тоа што го чуваме во музејот, меѓутоа и публикуваме.
Како музеј, тоа е една од нашите основни дејности, се со цел она што го имаме пронајдено како археолошки материјал да биде достапно како за домашната, меѓутоа многу поважно и за меѓународната јавност. Што се однесува до прашањето за тоа дали ние успеваме и на кој начин го чуваме нашиот идентитет. Ние сме еден од ретките музеи каде што се она што е изложено во нашата постојана музејска поставка е пронајдено на територија на Република Македонија. Тука завршува било која опасност некој да може било што од тоа да го присвои. Со докази дека тоа е од тука најдено, извадено и така натака. Сите предмети кои што се изложени се прибавени исклучиво со археолошки истражувања. Археолошките истражувања се комплексни. Тие не подразбираат предметот само да се извади од земја, се изведуваат по строго определена методологија. По завршувањето на истражувањето се работи долго време на проучување на предметите и она што е најважно и што ние како матичен музеј го извршуваме и за останатите музејски институции, а тоа е заштитата, односно конзервацијата на движниот археолошки материјал. Во оваа прилика и ве поздрав до нашата конзерваторска лабораторија, кои што неуморно работат на зачувување на се ова што... Тоа сакав да ве прашам, имаме ли кадар за овие дејности? Има ли млади луѓе кои што сакаат да продолжат оваа работа? Археолошкиот музеј работи на зголемување, на унапредување на кадарот, поточно на нашата конзерваторска лабораторија, од која што освен опремата, најважен дел се човечките ресурси. За жал, како држава, ние немаме во нашиот систем за едукација посебна програма која што ќе едуцира кадри што ќе работат на конзервација на движно археолошко наследство. На факултетот на Ликовната академија постојат оддели кои што специјализираат студенти за работа со мозаик, фрески и слично, меѓутоа конкретно за движно археолошко наследство, за жал се уште не успеавме како држава да создадеме специјализиран факултет, тоа е повеќе од неопходно со оглед на тоа со колкаво археолошко богатство располагаме. Конзерваторите кои што работат на материјалот се специјализираат претежно во странство. Тие доаѓаат од различни профили или се со завршен факултет за историја на уметност и археологија или Ликовна академија, а потоа потесно специјализираат во одреден материјал како на пример метал, керамика, стакло, камен и слично, и нивното знаење и нивното искуство го стекнуваат со помош на постарите колеги кои што веќе работат во овие медиуми и со полагање на испит за конзерватор за да стекнат соодветна лиценца. Така, сакам да се вратиме малку сега на настанот кој што го имавте. Како се роди идејата за модна ревија да има, односно да се нарекува модата во минатото? Се работи за проект на колешката водич и едукатор во археолошкиот музеј, магистар Марија Димишковска, која што повеќе од година и половина работеше на истражувања во соработка со кустосите во музеот од соодветните периоди, на истражување на тоа како може од археолошките предмети да се добијат информации за тоа како луѓето во минатото се облекувале. Многу интересен, многу комплексен проект кој што резултираше со изработка на 12
облеки, костими од различни временски периоди, почнувајќи од праисторијата, антиката, средниот век и османлискиот период, машки, женски и детски костими, а ги изработија студентите на Никола Ефтимов, модниот креатор и професор во Меѓународниот институт за мода Изет Цури. Сето тоа е изработено Изгледа рачно. исто како на филмовите, нели? Токму така. Изработката на костим е комплексен, сложен процес, особено кога се работеше со рачна изработка, посветено внимание на секој детал за сето тоа да може да изгледа автентично и да го отсликува духот и на периодот кој што ја представува облеката. Модната ревија предизвика големо внимание. Да се вратиме на почетокот за тоа која е нашата цел. Да го направиме музеот место за диалог меѓу публиката, место каде што луѓето кога ќе дојдат еднаш, тоа ќе им представува инспирација повторно да се вратат. Верувам дека овој проект и оваа модна ревија им открија нови димензии на тоа, нови видици на тоа што значи археологијата и како таа успева преку одредени пронајдоци и информации да го реконструира минатото. Тоа успеавме да го направиме не на начин на кој што вообичаено се прави, преку изложба, преку научни трудови и слично, туку баш на еден интерактивен начин со публиката која што беше присутна, верувам дека ја постигнавме целта која што ни беше замислена. Што правите како институцијата, вие како директор на оваа институција, да ги вратите туку, да направите едно доближување на младата генерација до културното наследство? Тоа е исто една... Како да им кажеме дека таа тема е многу битна? Тоа е исто една цел на која што континуирано работиме. Воведуваме нови начини на презентација на културното наследство. Затоа што од пракса увидовме дека класичниот начин на презентација нема многу ефект, особено помеѓу младата популација. Најголем дел од посетителите во археолошкиот музеј се посетители од странство. Навистина. Да, и минатата година и годините наназад. Затоа интензивно работиме да го надминеме тоа на некој начин и да ги привлечеме младите посетители да дојдат и да не посетат. Не само да не посетат еднаш, туку континуирано да ни се враќаат. Моментално работиме на осовременување на дел од поставката, каде што преку VR уреди посетителите ќе имаат можност да се вратат во некаде 6-7 години пред нашата ера, односно да влезат во неолитска куќа, да видат како живееле луѓето во тоа време, да имаат одредена интеракција со она кое што VR артистите ќе го креираат како атмосфера. Сето тоа нормално, базирано. Ние сме сепак институција која што е научна институција, базирано на научни факти и на пронајдоци кои што навистина се истражени и при археолошки истражувања се работи за реконструкција на неолитска куќа и на еден од брендовите на македонската археологија, големата мајка од Тумба Маџари. Некаде во втората половина на годината интензивно се работи овој проект, меѓутоа сакаме сите финеси да бидат што е можно, сето оно што ќе се презентира да биде што е можно по-автентично. Некаде во втората половина на годината веќе тоа ќе биде достапно во рамките на нашата постојана музејска поставка. Работиме и на интерактивна игра за посетителите. Во соработка со креатива Мака тоа значи дека при посетата на археолошкиот музеј заинтересираните посетители ќе можат да поминат некаде час и половина во потрага по изгубениот символ.
така се вика интерактивната игра, заедно со фацилитатор од музеот, вработен од музеот, ќе можат во група од 2 до 5 луѓе, така е замислена играта, да ја поминат целата поставка и да ја изиграат играта во потрага по изгубениот символ. На крајот, нели, да тие што ќе бидат најспособни да дојдат до крајот на играта, да добијат и соодветна награда. Целта на оваа интерактивна игра е посетителите повторно да се вратат во музеот, поминувајќи квалитетно време во постојаната поставка, преку игра да научат многу за нашето културно наследство. Ова што ме прашавте на кој начин ние го презентираме, како да се научи, цениме дека преку игра најмногу се учи. Токму затоа го развиваме овој начин на презентација. Рековте дека странците последните 2 години биле најчести гости, што најмногу ги интересира? Има најразлични видови на посетители на како во нашиот музеј, верувам и во сите музеи. Затоа не може да се генерализира дека нешто е, нели, ударно и најинтересно за посетителите. И од коментарите кои што ги оставаат на нашата веб страна, она што го добиваме како фидбек на нашите социјални медиуми, различни посетители пројавуваат интерес за различни делови од поставката. Впрочем, ние изложуваме археолошки предмети од еден широк временски диапазон, почнувајќи од палеолитот па се до Првата светска војна, и секој може да најде нешто што за него би било интересно да го види, да го доживее. Националниот археолошки музеј и она што го креиравме минатата година како нова постојана поставка имаше за цел да создаде поставка што ќе инспирира, која што ќе отвори прашања, ненаметлива. Добро. Меѓутоа, одбрано е она што е најрепрезентативно од македонската археологија, пронајдено на најзначајните археолошки локалитети во Македонија, од речиси целата територија на денешна Македонија. Има формула како се мери вредноста на еден предмет од минатото? Не постои таква формула и тоа зависи од истражувачот кој што го работи предметот. Добро, верувајте дека се она кое што ќе се пронајде како археолошки предмет е значајно на сопствен начин во зависност од информацијата која што ја носи. За нас како археолози, за разлика, например, од можеби пошироката публика која што особено ја привлекуваат предмети со висока уметничка изработка. Предмети кои што се уникатни, предмети кои што се изработени од скапоцени материјали, како например злато, сребро, килибар. Да, тоа е многу убаво вака за око и ја привлекува публиката. За археолозите понекогаш некој сосема мал, можеби визуелно нерепрезентативен фрагмент на керамика ќе значи многу повеќе во смисла на информацијата што ќе му ја даде на археологот при истражувањето, отколку не знам, златна остава на монети кои што веќе ги има, не знам, во голем број. Што треба да содржи затоа зависи информација? Таа информација е битна, затоа реков дека зависи од истражувачот. Таа информација можеби е последното, можеби е последното парче од сложувалката кое што е важно за креирање на одредена слика за минатото, за докажување или побивање на одредена теорија која што моментално, например, е во сила и во циркулација. Затоа предметите немаат
кога се употребува терминот непроценлива вредност. Се има цена. Непроценливоста на вредноста на археолошките предмети зависи од информацијата која што тие предмети му ја даваат на истражувачот. Добро. Што раководи, кој што истражува со археолошкиот локалитет, кој подоцна таа информација соодветно ќе ја вклопи во неговото истражување и нормално ќе стане дел од историјата. Се продаваат некои од предметите? Мислите на предмети кои што се од археолошкиот музеј? Од археолошкиот музеј. Комерцијални копии, да. Комерцијални копии, да, ние изработуваме. Меѓутоа, оригиналите не? Апсолутно, тоа е забрането со закон, да, со нашиот закон за заштита на културното наследство. Не дозволува. И законот за музеите се многу строги. Тоа е една од причините што музејските работници и кустосите се едни од професиите од областа на културата кои што имаат најголема одговорност. Законите по кои што ние работиме не познаваат прекршачна одговорност. Само кривично. Да. Само кривично. Да. Токму затоа нашата работа, покрај тоа што е многу комплицирана и сложена, е и многу одговорна. Да, паметиме од минатото неколку кривични пријави од оваа област. Сакам да прашам колку постара монета, толку поскапа, толку повредна или не мора да значи? Не мора да значи, тоа е она што го кажав. Да, тоа е она што го кажав пред малку. Не мора да значи. На некој истражувач, на секој од истражувачите е различно она што ќе го пронајде во зависност од периодот што ќе го работи. Најважна му е информацијата која што му ја дава предметот. Затоа е многу различно и многу се разликува предмет кој што ќе го прибавите, например, со откуп на аукција. Многу помалку е вреден отколку предмет кој што ќе се прибави при соодветно и методолошки исправно археолошко истражување. Што според вас можат посетителите да научат од историјата или цивилизациите преку овие ваши предмети, парчиња, па ете и од самата мода што беше презентирана на настанот? Целта на одбележувањето на денот на музеите, она што сакавме ние како порака да го испратиме и до посетителите кои што беа присутни, меѓутоа и до пошироката јавност која што се запозна од медиумите со нашиот настан, е дека музеите не се само места за наблюдување. Тоа ни е една од главните цели и мисии како музеј, туку простори во кои што секој може да се препознае, секој може да се инспирира и секој може да почувствува припадност. Тоа е нашата основна мисија, тоа ни беше и целта на одбележувањето на денот на музеите. Освен информации кои што секоја од збирките, секоја од поставките ги нуди, целта не ни е да пласираме само информации, туку и да побудиме чувства. Кои ви сидните планови? Што планирате за до крај на година, за следната година? Имаме обемна програма за работа годинава. Ќе истражуваме на 16 археолошки локалитети ширум државата. Некои од археолошките истражувања завршија, некои се во тек. Подготвуваме неколку изложби, подготвуваме публикации. Тоа е едно од најважните работи на нашиот музеј. Не само да се истражува, туку истраженото да се публикува пред домашната и меѓународната јавност. Она што го кажав, сите тие информации да бидат достапни. Работиме на музеите на Кале, подготвуваме нови музејски поставки на двата музеи на Скопско Кале, музејот на праисторијата и музејот на османлиското наследство.
Тоа е проект кој што го работиме заедно со Управата за заштита на културно наследство. Управата за заштита ги води градежните работи на музеите, а наша е обврската да ги подготвиме постојаните музејски поставки на овие два музеи. Археолошките истражувања завршија на локалитетот Голема Пешт, тоа е палеолитско наоѓалиште во близина на село Здуње, во тек се на големо градиште Конјух, Кратовско, во тек се археолошките истражувања на локалитетот Тумба на сред село, во селото Дренок во близината на Пробиштип. Кон крајот на неделава започнуваме со истражување на неолитската населба Атици во општина Дојран. Ке истражуваме уште една неолитска населба во Скопско, тоа е населбата кај село Орман. Ке истражуваме на Исар Марвинци, Валандово, Стакина чешма, исто така Валандово, два локалитети во Охрид, Пенелопа и Долно Лакочареј. Архајската некропола во Корошишта, подводни археолошки истражувања на локалитетот Врбник Струга, ќе се истражува и на Виничко кале, така што не очекува богата сезона, се надеваме на поисте многу работи. Да, се надеваме и на многу наоди. Ние комуницираме со јавноста, сите овие истражувања, тековно ги споделуваме со пошироката публика. Тоа е една од нашите нови мисии. Значи имаме концепт на отворен музеј. Се она што го работиме, сакаме и публиката да го знае. Да го види, да што знае. многу ретко, досега обично, она што значи музејска работа беше тоа што се презентира на јавноста во смисло на изложби, промоција на публикации и слично. Сакаме со нашиот нов начин на комуникација да ја запознаеме публиката и со она што се случува позади сцената. Зошто граѓаните треба да видат модата од минатото? Која е пораката од вас? Пораката на овој проект е порака на обединување. Порака дека она што е културно наследство може само да не обедини, никако да не подели. Целиот проект се одвиваше во една таква атмосфера. Во проектот, во презентацијата на проектот беа вклучени и беше вклучено издруженијето за подршка и подобрување на квалитетот на живот на лица со Даунов синдром, трисомија 21. Дечињата беа дел од настанот, се представија и со музички точки, меѓутоа и носеа дел од костимите. Тоа беше една од пораките на обединување по таа основа, меѓутоа и по сите основи по кои што ние како општество сме поделени. Верувам дека овој проект, почнувајќи од луѓето кои што го изработија, тука имавме луѓе од различни профили, различни националности, сите заеднички создадоа, како што треба да биде, создадоа проект кој што покажува дека историјата, она што ние го презентираме е заедничко за сите кои што живееме во Република Македонија. И историјата и културата можат само да не обединат. Она по кое што се разединуваме е вештачки креирано и вештачки наметнато. Убаво го кажавте ово. Благодарам што го прифативте моето прање за гостување, направивме на вистина убав разговор. Ви благодарам на поканата. Почитувани, ќе направиме туку уште една кратка пауза, па легуваме со финалето на емисијата.